Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов, ова емисијата во Центар на Канал 5 телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи вие имате право да ја знаете вистината. Вечерва е второто продолжение на нашиот циклус емисии на тема најголемите балкански тајкуни, со посебен акцент и осврт на тајкуните кои се настанати во Република Македонија како дел од таа технометал групација. Имаме две ексклузивни репортажи од Лугано и Лихтенштајн, односно двете места каде што во Европа најмногу се перат пари и кои ги користат македонските тајкуни. Останете со нас 50 минути, нема да зажалите. Дали во еден временски период кој сте финансиски најмоќни и најсилен, вашето лично богатство е неколку стотини милиони на долари? Да. Значи, во тој период сте веројатно, значи, ако правиме ред на величини, Мишковиќ тогаш тежеше некои 150-200 милиони долари, да речеме, кој сега Делта е најмоќна компанија во овој дел на Европа. Тодорич, Агрикор, исто така, Филип Цептер и така натаму. Тој период, вие Гуштеров, значи, важевте како едни од најбогатите луѓе на Балканот. Па видите вака, не знам за господинот Гуштеров, али јас ретко бев во ситуација да користам кредити и кредитни линии. Немавте потреба? Што не е случајот со Мишковиќ, да. Значи имавте толку... Случајот се почивав комплетно на собствените извори. Значи имавте толку кеш пари, да, што немавте потреба од кредити? Точно така. Или ако имаше некој кредитни линии, тоа беа толку минорни во поглед прометар што се правеше, што едноставно само требаше да бајпасира одредени моментални структурни проблеми, ништо повеќе. На колку го проценувате дека е тежок Христо Гуштеров во врвот на неговата мок? 3 приватни авиони имаше. Веројатно само во недвижности во Македонија тееше некаде меѓу 50 милиони марки. Да не збориме со станови, со капитал во Виена, подоцна во Америка, во Русија и така натаму. Значи, бројките се апсолутно фрапантни во тој период. Проценка на личното богатство е импровизација. Дефинитивно. Ако почнам да ценам колку он има лично богатство. Уна од аспект како јас што го следев како професионалец новинар е бизнисот. Мислам дека во еден период на Њујоршка берза имаше обрт, според мои некои инсайдерски, сигурно не од таму баш од секојаш од конкуренцијата нели се добиваат информациите, околу 600 милиони долари обрт на капитал. Личното богатство, ви реков, тоа е сепак деловна тајна импровизација би била, ако ви кажам нешто. Која би била најскапата сделка? Најмногу пари која вредела? Во една трансакција што сте направили? Па во една трансакција јас сум имал сделки по 80, 100 милиона, 120 милиона долара подпишани сделки, да не зборувам за сделките на Технометал Вардар кога сум бил представник, односно директор на представништвото во Москва, кога сме имале сделки по 350-400 милиона долара со еден подпис. Како спиете? Како спиете кога со еден подпис подпишувате од 80 до 350 милиона долари? Ако бизнисот вие го чувствувате со знаењето што го имате акумулирано кај себе, нема страв. Која би била најголемата од Македонија ја не познавам таков човек кој што се занимавал така комплексно со такви бизниси. На крајот на криштата целата таа групација на Технометал Вардар или Технометал Македонија помина во бизнисот кој што помина Васил Топурковски во политиката, дека тие ги правеа големите пари некаде во Источна Европа, одредени други локални тајкуни ја приватизираа македонската економија. И зошто никој од македонските тајкуни не е толку богат како што е Мишковиќ или Тодорич? Тоа е заради тоа што имаше големо количество негативна енергија во последните 20 години врз сите тие тајкуни, еве јас ќе ги кажам како што популарно ги нарекуваме, за кои априори се тврдеше дека тие биле криминалци. Најдобро поминаа оние кои ги бутнаа фирмите во стечај во 90-тите години и продаваат зидови и старо железо од нив, сега се најбогати луѓе и никој не ги споменува. Такви имаме едно 10-15 персоналитети во Македонија кои можеме да ги извадиме нив на ранг листа. Кои веројатно вредат некаде околу 20 до 50 милиони евра. Тие се најбогатите луѓе во Македонија. Тие што продава старо железо и зидови од што ги пикна фирмите во стечај. Во стечај што ги пикнаа фирмите. А добро поминуваат и нивните стечајни управници. Еден таков мешетари деновиве по јавноста водејќи 2-3 компании. Колку пари имате изгубено во Македонија? Па денеска сите инвестиции чинат преку 150 милиони евра. Во Македонија? Во Македонија.
Ви носат ли профит тие инвестиции? Би ги чина 150 милиона, вие сте ги извадиле или од банка или од собствен джеб, тоа значи дека во даден период групацијата Кометал или Трифон Косовски веројатно вредел некаде пола милиарда долари, ако ништо повеќе. Профит нема. Профит нема. Јас немам генерирано профит во последните 7-8 години, ниту 3-4 милиони евра Во Македонија. во Македонија од сиот тој вложен капитал. Тие 150 милиони евра. Да. А додека... Значи вие нема да ги вратите парите од наредни 50 години како што сега ова стојат Ако работа. така оди. А да бев малце мудар, парите можев денеска јас да бидам тој што ќе ги позовев на владата на Република Македонија. На 3 години ќе имав 9,8% камата. Тоа значи отприлика 15 милиони евра чисти пари, без да имам ниту еден вработен. Која би била најголемата загуба во бизнисот? Па најголема загуба не се направи, меѓутоа постоеше голема опасност да биде направено тоа. Брод со 55.000 тона роба, бродот се викаше Маргаро, уште го памтам бродот Маргаро, кој што беше утоварен во Мурманск, тоа е горе на северот. Ние го отворивме тоа пристаниште за Северот на Русија. За северот на најсеверното пристаниште, од каде што почнува Голфската струја. Го утоваривме бродот, јас земав ризик, почна да плови, 55 дена пловеше и во последен момент кинескиот купец откажува што да се прави со робата. Нема каде. Најблиско беше Сајгон. Одлука моја беше да се подхитно бара купец во Виетнам и таму да биде истоварен. Купецот во Виетнам се согласи, робата ја истоваривме, ја превзема, јас платив се што требаше. Вредност на робата беше 10,5 милиона долара. Во тоа време големи пари. Тоа беше 94 година. Убедливо најуспешна, најинтересна политичка и бизнис кариера во рамки на Република Македонија од сите овие големи олигарси прави Минчо Јорданов. Некаде крајот на 80-те години, кој најмлад генерален директор, избран за прв човек на Скопската железара. Некаде 89-та година му се случува најголемиот штрајк во македонската историја и сменет од таа позиција. Заминува како представник на Технометал во Москва, кај што ги прави сите тие непотребни и потребни бизнис релации кои подоцна му користат во неговата бизнис кариера, станува дел од таа групација на Дуферко и пред 10 години повторно се појавува на македонскиот бизнис пазар кај што купува делови од Скопската железара. Подоцна во изминатите 10 години тој ги прави успешни политички линкови со двете најголеми политички партии во Република Македонија. Во еден временски период станува и потпредседател на владата на Владо Бучковски, додека во останатите години тој е многу близок до ВМРО ДПМН. Во времето на Лјупчо Ѓоргиевски е дел од економскиот совет на ВМРО ДПМН на македонската влада и денес е веројатно најмокриот и најбогат човек во Република Македонија. Чи има интересна кариера. Он единствен бил, да речеме, голем директор во Македонија и во времето на комунизмот. Мислам дека најмлад генерален директор на железара. Онолку колку што јас го познавам Минчо Јорданов, што сум имал прилика да комуницирам. Добро го знаете, некои сте и деловни партнери биле и така. Да, тој е многу предузимлив човек. Значи, бизнисот го гледа единствено од страната на тоа влегувам, правам профит. Нормално корпоративното управување му е силна страна во неговите компании, затоа држи добри управувачки тимови, управни одбори и надзорни одбори. Добро го распределува тоа, се гледа дека добро научил во сите тие 90-ти години во компании горе. Она што знам јас е дека тој е главниот играч на Дуферко за источните пазари, например. Секогаш бил. И таа компанија Дуферко, која е во светски рамки е една од 5-те компании која се бави со оваа индустрија, со челикот и трговијата на челикот, играла преку него на источните пазари во Украина и во Русија. Оној податок што јас го знам е дека во само неколку години тој успеа пазарот на Дуферко таму да го дигне на околу 3,5 до 4 милиони тони челик годишно. И така станува партнер во Дуферко. Да, така станува партнер во заедничката нивна фирма, колку што се моите информации, тоа е joint venture компанија. Ево Лихтенштајн, тоа е заедничка компанија помеѓу Дуферко и помеѓу Минчо Минчо Јорданов. Преку која се прават овие трансакции? Лихтенштајн е исто едно, навистина битно место во финансиската сфера во Европа. Навистина не знам каде е таа компанија. Вие за потребите на вашата емисија тоа сте го истражиле.
Господи се чурти, Лихтенштайн има некаде 20 до 25 илјади жители, има некаде 73 до 75 илјади холдинзи. Yeah, that's correct. Liechtenstein has a very strong financial sector. It's about 30% of the GDP is produced by the financial services, banks, trustees, insurances, fund management. Преку 73.000 холдинзи отворени. Тоа се Да ви нешто фрапантни кажам, бројки. јас на времето имав холдинг компанија исто во Лихтенштайн на времето. Ја никогаш не отидов во Лихтенштайн. Како комунициравте? Адвокатот кој што ја води фирмата, комуницираш со него. Он е истурениот играч пред властите, он е истурениот играч пред даношниците. Си го плаќаш порезот поштено и здраво до гледање. Значи вие седите во центарот на Виена, Седите било пиете каде кафе на било Марија каде во Хилдерштрасе светот. или во Ландман кафе, кревате Да. мобилен телефон, се водите во Лихтенштайн и вашиот адвокат ги завршува работите. Апсолутно, тоа што треба ќе му дадете налог, ќе му дадете инструкции што треба да заврши и ќе го заврши тоа. Он е за тоа платен. Господине Тенков, Лугано важи за еден од трите најголеми финансиски центри во Швајцарија. Тоа само по себе значи дека меѓу 10-15 најголеми финансиски центри на тоа офшор банкарство во светот. Тоа е точно. Лугано е трет финански центар во Швајцарија. Види, овој центар е повеќе фокусиран према Источна Европа. Една од карактеристиките на Лугано, третиот финансиски центар во Швајцарија, веднаш после Женева и Цирих, кој е специализиран токму за тие тајкуни од просторот на Балканот, Источна Европа, е фактот дека тука може да се отварат одредени случајата анонима или одредени анонимни фирми за кои не се знае кои се сопственици и кои не одговарат при евентуалното гасење со капиталот на компанијата кој ги отвара. Тоа е карактеристиката на Лугано, втората дека може да се прават огромен број на трансакции кои се мерат во милиарди и милиарди евра, и тоа Швајцарија им го гарантира со својата дискреција. Тоа се компании на кои се еден вид како анонимни банкарски сметки. Значи, тој тип на компании. Да, бидејќи Значи, на италијански е СА, лицето СС. да, Што би значило тоа? Што чита анонима, значи анонимна компанија. Тоа значи дека тоа е една од спецификите на Лугано и на Тицино, претпоставам што го прави интересен за големите овие бизнесмени од Источна и Централна Европа. Тоа што основачите на тие сочетано нима, значи на тие компании може да преговараат со властите во врска со плаќање на данок. Значи доколку стекнат некој добар договор, ако направат некој добар договор, тие можат да плаќаат, мислам, воопшто не да не плаќаат данок. Зависи дали тоа ќе биде во интерес на кантонот. Тоа е интересно бидејќи големите компании, големите олигарси или големите текуни од Македонија се присутни тука во Лугано, например Дуферко на Минчо Јорданов кој има купено железарите во Македонија, е тука со седиште во Лугано. Првата фирма, да речеме, на Ристо Гуштеров Ситко, што работеше исто во Лугано, Трифон Костовски во Лугано, Зоран Зелениковски, значи сите тие големи играчи во Македонија имаат некои фирми тука во Лугано. Дуферко е доволно многу позната во Лугано. Меѓутоа интересно е околу таа групација Дуферко дека последните информации дека не Минчо Јорданов, туку групацијата Дуферко со седиште во Лугано влага во одредени партнерски односи со познатиот украински тајкун Терута, кој требаше да биде присутен тука на големата 50 годишна прослава на Бетон, не дојде, иако беше најавуван како бизнис пријател на Минчо Јорданов. Кои се вашите информации? Дали овој украински олигарх сепак има купено акции во Дуферко? Јас се е можно, значи сум слушнал и јас такви приказни, никогаш потврдено не е тоа. Се проширевте многу, господине Костовски, значи во Гевгелија, видите, Негорци, ние банка во Скопје, осигурителна компанија, системот порцеланка кој што Силика. беше прво коментал, потоа прерасно во групација, тоа е групацијата ГОФИ.
Седиште во Лугано. Во Лугано, да. Ние снимавме во Лугано. Што е интересно Лугано, да речеме, да е седиштето на Гофи во Па видите, Лугано? вака Лугано е можеби најјужниот дел во Швајцарија, кој што Швајцарија важи како една многу конзервативна банкарска земја и во кој што ги добивме најдобрите перформанси за поддршка на нашите бизниси. Зошто отварате во Лугано? Што е предноста? Значи, ние снимавме во Лугано, видовме дека тој центар е трет по сила во Швајцарија, помеѓу 10 во Европа, едно интересно, апсолутно питоресно место, многу убаво за живење, многу скапо место, меѓутоа со огромна концентрација на банки и на фирми. Банкарската инфраструктура е на највисоко можно ниво, а нормално и онаа што го викаме тајноста во трансакциите, односно во отварањето на банкарски сметки. Сосиета анима, како се вика на Сосиете аниме. На италијански. Да. Друго нешто, вие со швајцарските власти, ја тоа го почувствував додека бев во Ситко АГ Лугано, вие можете да седнете со швајцарските даночници да се договорите колку ќе плаќате годишно порез. ПКБ банката во Лугано е швајцарска банка со доминантно италијански капитал, функционира некаде 50 години, годишно прави трансакции вредни помеѓу 8 и 10 милијарди швајцарски франци или некаде помеѓу 4 и 6 милијарди на евра, односно прави двојно повеќе трансакции отколку што е бруто домашниот производ на Република Македонија. Дали работите, дали соработувате со овие големи бизнисмени или текуни од Македонија, од просторот на Балканот, бидејќи сите имаат свој компанија отворена тука во Лугано во последните 15 или 20 години, дали вашата банка работи со нив? In the last 20 years, Ticino and Lugano in particular has become an important platform not only for Italy, but for all the south part of Europe, including Balkans. На крајот на 80-тите и почетокот на 90-тите години во Македонија избија неколку финансиски афери околу тие големи надворешно трговски куќи кои што беше Технометал Вардар, бидејќи дел од нивните сметки всушност бере префрлени во Лихтенштеин и преку Лихтенштеин беше испрано големо количество на пари. Токму од тие причини всушност ние дојдовме во Лихтенштеин да го откриеме кој е таа позадина и кој е всушност главната специфика на тоа банкарство во Лихтенштеин. Сте работеле со Лихтенштеин, сте имале фирми во Лихтенштеин? Ве прашам, бидејќи Технометал Вардар на времето или Технометал Македонија имаше свои фирми и свои сметки во Лихтенштеин. Лихтенштеин е исто едно од тие офшор зони во Европа и во светот. Исто така е, посебно тоа го правеа фирмите на Технометал кои што беа во Италија и во Австрија. Со некаде повеќе од 73.000 отворени холдинзи, ова мала државичка која се наоѓа некаде на тоа тромеѓе помеѓу Швајцарија, Австрија и Германија, Лихтенштеин е всушност од 25.000 жители едно од 10 најпосакувани бизниси и офшор дестинации во светот. Многу интересна за ова наша приказна, бидејќи таму некаде крајот на 80-тите, почетокот на 90-тите години македонските тајкуни, балканските тајкуни го открија Лихтенштеин и своите најголеми финансиски трансакции ги правеа токму од тука, од Вадус, главниот град на Лихтенштеин. Господине Макс, колку банки има во Лихтенштеин? Гледам дека има многу банки, многу странски банки доаѓаат овде. Дали лесно можат банките да се отвараат овде во Лихтенштеин и дали тие банки всушност го користат Лихтенштеин бидејќи им дава големи погодности во делот на таксите и во делот на тоа банкарско офшор работење? There are about 15 banks operating in Liechtenstein today. Some of them are foreign subsidiaries, I think 2 or 3. The rest are Liechtenstein banks. Меѓутоа станува збор за многу банки, што значи дека огромен капитал се слева во Лихтенштеин. Имате ли воопшто некаква представа за кој обем на финансиски трансакции може да стане збор кои се спроведуваат или се реализираат тука од Лихтенштеин? Yes.
These 15 banks have as assets under management an amount of around 120 billion Swiss francs. Тука се неколку семејства блиски до кралската лоза, кои всушност го контролираат целиот овој финансиски пазар и целата ова финансиска конструкција околу која се темели иднината на Лихтенштейн. Well, I wouldn't say so. I mean, the princely family, of course, they are the owners of one of the big banks here, of the LGT Bank of Liechtenstein. And there is also a trust company that belongs to a relative of the princely family, but to say that they control the financial sector, no, that's not true. They're private entrepreneurs. I mean, you have trust companies that are 80 years old already, but they have no relationship, except for good relationship, as you have in a small country like Liechtenstein with the princely family, but they're not relatives. No, I wouldn't say so. Иако тоа нема никош да го признате и го кажат, и Ристо Гуштеров и Трифон Костовски во врвот на таа своја финансиски бизнис мок не се одлучат да ја купат своите железари во Катовици и во Русија од една единствена причина, бидејќи се плаше дека нема да може да го издржат тој политички и финансиски притисок кој доаѓаше од тие мешавини на локални бизниси и мафијашки структури во Полска и во Русија. Господине Костовски велат, обично не се прашува како човек го има направено првиот милион, обично се говори за парите што следат после. И тајде да го прекршиме, тоа не пише на правило. Како Трифон Костовски го прави првиот милион во бизнисот? Па да ви кажам, не ми бев свесен кога го направи првиот милион. Едноставно, ритмот, односно темпото на действијата, така се чувствуваше, тако беше наметнато да ја немав можност да размислувам дали сум заработил милион, дали половина милион или пак 2 милиона евра. Едноставно бев одаден на работата, така да првиот милион ниту го памтам како сум го заработил. Во еден момент се чувствувавте ли еден од најбогатите луѓе на Балканот? Никој пат. Збориме некаде средината на 90-те години. Никој пат не сум се чувствувал. Никој пат сум го немал тоа чувство дека сум најбогат. Меѓутоа бевте поприлично богат во еден временски период, значи бизнисот со трговија на руди помеѓу Украина и Варшава, Катовице одеше одлично. Повеќе, да не кажам, шпекулација која што створена овдека меѓу народот. Дека сте побогат од тоа што сте? Од тоа што сум, да, точно така. Значи, вие главната бизнис активност се правите во Полска, значи она соработка со едно од најголемите железари во источна, па и во цела западна и централна Европа. Западно од Урал, тоа е најголемата челичана која што постоела на терените на Европа. Тоа е Хута Катовице. Хута Катовице, да. Дали во еден момент ви падна на памет да учествувате во приватизација на Катовице, како што велите најголемата железара западно од Урал? Имаше моменти кога Хута Катовице должеше понад 50 милиони евра. Кон вас и кон Метал? Да. И во тој момент, бидејќи се уште деконјунктура беше во металургијата, дури ми ја понуди владата да компензира долговите и јас да преземам Хута Катовице да работам. Морам да кажам дека можеби во тие време ја не бев свесен за тоа што ми се нуди, така да јас тој предлог го одбив. Значи ви одбивте да купите најголемата железара и чиличана надвор од Русија и надвор од Украина, значи во цела Европа. Да. Денес веројатно вреди сигурно преку 1 милиарда на долари, ако не повеќе. Денеска вреди преку 15 милиарди евра. Евра, целиот тој систем. Да.
Ако Женева е специализирана за арапскиот свет, а Цирих е специализиран за банкарските трансакции со Западна Европа, тогаш Лугано и областа Тицино е специализирана за Источна Европа и преку мноштвото на отворени компании кои се мерат во илјадници и мноштвото на банки кои се отворени тука, годишно преку Тицино и преку Лугано се перат, да не речеме, се вртат одредени трансакции вредни некаде стотици милиарди на евра. Всушност Лугано е трет по силина центар во Швајцарија, некаде меѓу 10 најмокни финансиски центри во Европа и во светот. Господине Четирио, колку банки има во областа Тицино, чие седиште е градот Лугано? In our canton Ticino, there are 75 different banks in activity, of which 68 are in Lugano. Lugano is the main town for bank activities in Ticino. Франко Четирио го сметат за гуру на банкарското чудо кое е создадено во областа Тицино, посебно со седиште во Лугано, и тој денес е директор на Дружењето на банкари на оваа област. Тој обем на тие финансиски трансакции што се прават преку овие 75 банки во областа Тицино, претпоставам дека таа бројка надминува некаде неколку стотини милиарди на евра или на швајцарски франци. Of course, in this activity, we are involving with, I would say, hundreds of billions of Swiss francs. Меѓутоа сите тие бизнисмени се тука, да речем Беџет Пацоли е тука, еден од најголемите хотели е на Беџет Пацоли, значи тој е познат бизнисмен од Албанија, значи имаше многу шпекулации со Тицино, со Лугано, со перење на пари, значи вкрби некои Maptex и така натаму, значи мобил трейдинг преку кој се прави сите работи, значи тоа е на некој начин како некој центар кај што се тие балкански тајкуни овде присутни. Не, видите, перење на пари тоа не може да се дефинира точно така. Може предностите кои Лугано ги дава и Тичино им помагат на овие компании, на овие индивидуи да перат пари. Меѓутоа, Лугано не нуди услови за моментално, Лугано и Тичино не нудат услови за перење на пари. Хотелот Swiss Diamond, кој е во собственост на Беџет Пацоли, паѓа во ред на еден од најскапите хотели во светот, се наоѓа на езерото Чезари во близината на Лугано, каде што всушност Беџет Пацоли го има стационирано своето бизнис седиште, тука ги влече сите тие бизнис потези, од таа соработка со руските олигархиски тајкуни, со регионот на Средна Азија, богами во регионот на Балканот и регионот на Косово. Овој хотел е еден од најскапите хотели во светот, едно ноќевање најевтино чини некаде околу 500 швајцарски франци, додека најскапите апартмани чинат неколку илјади на швајцарски франци или во евра претворено, тоа е некаде помеѓу 2.500 на евра. Кој е Беџет Пацоли? Имате напишено во вашата книга за Беџет Пацоли еден пасос кој е многу интересен за неговите руски врски. Pa, on je meni bio interesantan kao čovjek koji je mogao da tada potkupi Jelcina, Borisa Jelcina i krene. Dakle, čovjek koji je dobio posao sa ruskom državom u smislu restauracije kremaljskih dvoraca. Ekskluzivno pravo. Sad bilo je u raznim zapadnim novinama puno informacija koliko je to zapravo njega koštalo u smislu davanja mita Borisu Jelcinu i njegovoj familiji. Bilo je puno napisa po zapadnim novinama da je on uplatio ogromnu svotu, navodno $100 miliona da bi dobio taj posao i tako dalje. Се говори за некои сметки кои се во оној кантон италијански во Швајцарија Тицино отворени. Тоа се фирмите Mavatex и Mobiltel Trading, значи тоа се фирми преку кои се испрани големо количество на пари. Вие пишувате дека некаде околу 2,5 до 4,2 милијарди на долари. Да, господин Пацоли je само показao da je vrlo sposoban biznismen i da zna kako se radi taj posao na međunarodnom nivou. Тоа е компанијата Mavatex и таа е отворена со помош на Mercato Trading. Тоа е компанија на Пацоли кој ги има отворено по овие швајцарски кантони. Не знам дали е тоа во Лугано. To vi više bolje znate od mene. Ja sam samo taj segment mali obradio u knjizi u smislu toga stanje ruske države u vreme Borisa Jelcina.
Повеќе од 200 години Лихтенштеин функционира како една посебна држава со многу стабилен и дискретен финансиски систем. На чело на државата се наоѓа кралското семејство, чие богатство се проценува некаде на повеќе од 5 милиарди американски долари. Иако ги исклучиме тие арапски и брунејски шеици, тогаш во редот на тие кралски семејства станува збор за најбогатото кралско семејство и тоа му дава одреден шлагворт и му дава одредена специфика на целиот овој систем во Лихтенштеин. Например, Лихтенштеин има 23.000 жители, а има друштвен, општествен производ кој е некаде на ниво на Македонија, по некои проценки 2 пати поголем од Македонија. Че гледате една државичка со 23.000 жители кој има некаде околу 100 пати. Тоа се услугите од банкарскиот сектор и туризмот. Друго ништо. И обично велат дека, не знам, принцот или кралското семејство кое владе со Лихтенштеин се проценува некаде на 4 милиарди долари. Едни од најбогатите се на Forbes листата. Принцот Алберт или Албрехт, како го викат. Многу од овие големи балкански олигарси или тајкуни, руски олигарси, дел од арапскиот свет, Јужна Америка, го сакат Лихтенштеин. Лихтенштеин има омилена дестинација на вложување на своите пари, бидејќи се чувствуваат сигурни. Често ли среќавате, да речеме, не знам, арапски шеици тука или руски олигарси во Вадус и во Лихтенштеин? Може ли се сретнат по улиците? Actually, you know, I don't know who the people are who walk through Liechtenstein. I mean, I know the people who live here. Some are tourists, some are clients. But I think the number of, I mean, you mentioned before Russisch tycoons or Arab sheikhs. I think this is a myth. I mean, you don't see tycoons in the streets or sheikhs in the streets. No, well, I wouldn't know. I never met anyone. Кој вие би имале пари како еден руски олигарх или арапски шеик? Кај би ги чуле тие пари во Лихтенштеин, Женева, Цирих, на девствените острови? И каде тие пари евентуално би ги вложиле во Македонија? Преку која дестинација? Преку Лихтенштеин ли? Well, you can, you know, if you have money here in Liechtenstein, you would have to go to Macedonia and look for interesting investment possibilities, which I'm sure there are, because it's a young democracy. I hope it will be a thriving economy. I'm sure you have possibilities to invest there, and I hope it happens. Госпоѓи се шорти, тој го прават многу македонски тајкуни, богами балкански тајкуни и ги вложат своите пари во Македонија токму преку Лихтенштеин, и затоа ние дојдовме тука да го снимеме ова интервју и ми беше задоволство што разговаравме. Thank you very much. Ме изненади ли информацијата од пред 3 месеци дека дел на групацијата околу Минчо Јорданов во Дуферко ги продаде своите акции преку одредена трансакција преку Маршалските острови. Тоа пред 3 месеци беше информација, дури мислам дека вие тогаш бевте и главен уредник на Алфа, беше и преку вас објавена таа информација, после беше преку одредени портали во Република Македонија, че беше направена одредена предтрансакција на капиталот во рамки на таа групација. Значи, позната ми е таа трансакција како таква, значи како што сега вие го поставувате прашањето, и верувате, јас исто така ја прибив таа информација и објавивме. И зошто преку Маршалски острови, например? Знаете што, денеска, ја не гледам никаков проблем да се прават трансакции преку острови. Мислам, веројатно ако е тоа нешто криминално, како што под контекстот на сите такви забелешки, нели, се сугерира кога известуваат медиумите, особено сега во Македонија, пошто за овде збориме, се дава тој негативен контекст. Не го гледам проблемот заради тоа што тоа се легални банки, тоа се легални трансакции, тоа е меѓународен бизнис, меѓународни финансии во секој случај. Веројатно си има некоја математика во целата работа, како што и тука, еве, можам и јас да кажам дека јас лично, значи, поседувам 2 компании, значи секогаш на Маршалски острови? Не, овде во Македонија, меѓутоа секогаш не сте голем олигарх, да сте голем, веројатно ќе имате на Маршалски острови во Лугано или во Лихтенштеин. Не е тешко да имате сметка на Маршалски острови. Интересно дека јас прв пат за Кометел и за вас слушам некаде 95-та, 96-та година. Тога сум во А1 телевизија, го правам првото
телевизиско интервју со вас веќе и години помина. Не е убаво да ги покажуваме снимките, гледат колку сме остареле во меѓувреме. Не сме остарели. Да, и само сме станале повозрастни. Повозрастни, да. И тоа е една трансакција, ако не се лажам, која вие ја правите преку Маршалски острови и учествувате во приватизација на МАК Транс. Точно така. Ако не се лажам, тогаш е Иван Бојков. Да. Директор или председател на управен одбор на МАК Транс. Директор, генерален директор на МАК Транс беше. Тогаш е тој член на парламентот на Република Македонија, член на Социјалдемократскиот сојуз и председател на ракометниот клуб Ѓорче Петров. Да. Значи, оттаму веројатно после почнува целото тоа пријателство, бизнес дружење. Оттаму, бидејќи со господинот Бојков ние сме школски другари, се познаваме и кога прв пат се сретнавме како председател на клубот во Виена кога гостува на Хипо. Тогаш падна првите наши разговори, што сме, кај сме, како сме. И при првата моја посета после во Скопје, се одлучивме да влеземе во Ѓорче Петров и да го преземеме со финансирањето на тамошно. И од Ѓорче направивме еднаш шампион, два пати вице шампион и секој пат беше броен во првата четвртка, да не кажеме, на клубове во Европа. Ако апас ве прашам, кој по вас во последните 20 години бил најбогат македонец или најбогат македонски тајкун, како би направиле некоја рейтинг листа на 3 или на 5? За овие надворешни тајкуни, така? Ги мислите? Јас мислам дека значи би дошол Гуштеров, па господинот Јорданов, па после Костовски. Мислите после Лифе Костовски? Да. Не треба да се занемари фактот дека огромниот број на македонски тајкуни во разни временски периоди своите финансиски седишта и империја ги градат токму во Лугано. Тоа го прави Технометал Вардар во периодот на комунизмот во Македонија, која беше најголема надворешна трговска компанија во Македонија. Тоа е компанијата Ситко, кај што всушност гравитират и поминуваат преку разни форми на работа и најголемите македонски тајкуни, почнувајќи од Ристо Гуштеров, завршувајќи до Зоран Зелениковски, фирмата Дуферко има седиште во Лугано и да не бројаме понатаму. Добро, господин Санчини, 25 години сте во банкарството, во овој дел на офшор банкарство. Имате многу видено, веројатно знаете многу тајни. Ви паднало на памет некој да напишете книга, веројатно ќе биде многу интересна. Да видиме кој све доаѓа, кој све штеди, кој све прави трансакции преку овие банкарски системи на Швајцарија. Well, you gave me a great idea. Maybe when I stop working in a bank, I can use my time in writing a book on banking. Бидете сигурни дека со задоволство ќе чекам таа книга, барем еден читател ќе имате во Македонија. Okay. Кој би ве замолил со една реченица, со еден збор, да ми дефинирате што е по вас главната карактеристика на офшор банкарството во Швајцарија? Stability of our system, strength of our financial institution and discretion. Значи дека мирно ќе спијат луѓето во Источна Европа и на Балканот, нема потреба се плашат, дека може да бидат индискретни швајцарските банкарски власти. Yes, I would agree absolutely. Ако Цирих и Женева се на некој начин насочени кон одредени земји, не знам, на Блискиот Исток или не знам кон на северноамериканскиот пазар, дека Лугано е повеќе кон ова Источна Европа и дава големи погодности. При изборот на одредени места секако и вие како човек секако го барате тој проект, тој простор кој што е многу близок до вас. Бидејќи Тициниот тоа е едина област кој што ја владаат италијаните во Швајцарија. А знаете дека Швајцарија е кантонска држава. И вие од кантон во кантон можете секако да се договарате за вашите даночни олеснувања. Во Лугано се 7% велат од прилик. Да. И тоа е доста поволно. Многу поволно. Лихтенштајн е некаде 2 до 4%. Апсолутно многу поволно. Интересно тука за Лугано и за Тицино е да речеме што едно од најголемите казина во светот. Според сите информации најголемото е лоцирано тука на неколку километри од центарот на градот. Тоа значи дава една слика дека станува збор за поприлично интересно и финансиско мокно место, ако не е едно од најскапите места во светот за живење.
Да, може, Лугано представува едно од најскапите места живење, бидејќи како прво е во Швајцарија, на југот према Италија. И многу дискретно за разлика од останатите места. И плюс тоа се наоѓа на езеро, што исто го прави атрактивно. Значи некаде на 15 км воздушна линија од овде е Комо. Значи едно од најпознатите светски монденски места, на некои 3-40 км е Сент Морис, да речеме. И така, значи тоа е една групација, едно географско, да речеме, жариште кое е поприлично интересно и богато. Да, тоа е точно така. И како се живее во Лугано? Со сите овие тајкуни, олигарси, руски капиталисти и така натаму. Ние натаму. обичните луѓе воопшто не ги гледаме тие тајкуни и олигарси, меѓутоа работиме за нив. Најверојатно, работиме за банките кои најверојатно ги менаџираат нивните сметки. И тие тајкуни и олигарси може го прават тој ексклузивитет за Лугано да биде толку привлечно за да доаѓаат и други побогати луѓе овде. Во рамки на таа групација Ситка, која беше многу блиска до Комунистичката партија на Русија, преку која се финансира главните комунистички партии во Западна Европа, помина плејада на македонски бизнисмени, освен Христо Гуштеров и Трифон Костовски, преку групацијата Ситко. Својот бизнис интерес го калеше и Зоран Зелениковски, последниот председател на младината на Република Македонија, денес голем бизнисмен во Виена, кој пред 2 години сакаше да ја скупи Скопска алумина. Во рамките на Ситко работеше и господинот Боро Рикаловски, кој беше министер за економија во владите на Бранко Црвенковски, беше министер за економски односи со странство во владите на Глигорија Гоговски, односно последните 4 години од владењето на комунистичката власт во Република Македонија, а и беше прв генерален директор на Скопската рафинерија во Охта. Тамо беше Томе Кецман, денес успешен бизнисмен во Полска, кој располага со голем имот на Флорида, има преубава куќа на Водно, кај што е денес местена шпанската амбасада и огромен број на македонски бизнисмени и политичари, меѓу кои ќе го вклучиме и господинот Илија Филиповски, подпредседател во последната комунистичка влада на Македонија и министер за економија во владата на Бранко Црвенковски 2002-2003 година. Сите тие своите печалби први во бизнисот ги прават преку групацијата на Ситко. Господине Костовски, кога гледате Роман Абрамович, овие руски олигарси и тајкуни, кога гледате луѓето во Чешка, во Полска, во Романија, па и Украина, кои исто направија одредени капитали на трупа од 3-4, па некаде од 10 милиарди на долари. Например, вие го водите работнички Кометал и Вардар, Абрамович го води Челзи. Дали има момент не се запрашавте дека можеби лошо таа групација на Технометал искористи својата шанса, че можеше многу повеќе да направи и наместо да вреди неколку стотини милиони долари или евра личен капитал, може леко Абрамович да тежат некаде 20-25 милиарди на долари? Да бидеме реални и јасни, никој пат не може да бидам Абрамович. Од проста причина што не сум домородец. Не сте пољак или русин? Точно така. Бидејќи објективно и сите тие наши успони и падови имаат одредена димензија и со националната припадност. И не гајам илузија дека јас би можел тоа што денеска Абрамович да биде. Не гајам илузија. Постојат мноштво на шпекулации, постојат мноштво на говоркање околу сите тие перење на пари трансакции кои се прават тука во Лугано, односно областа Тицино. Веројатно најголемата афера, најголемата шпекулација беше околу тие тајни трансакции помеѓу косовскиот бизнисмен Беџет Пацоли и тогашното руско раководство на чело со Борис Јелцин и премиерот Виктор Черномирдин, и се смета дека во некој временски период од неколку години преку разни трансакции тука во Лугано и во Тицино се испрани помеѓу 2,5 и 4,2 милиарди на долари кредити кои Русија ги има добиено од страна на Меѓународниот монетарен фонд. Значи, ако добро ве разбирам, ако вие тежите некаде 2-3 милиарди на долари, вие би отвориле сметки во Лугано? Да. Видичи во Лугано, во банките, не само во Лугано, него во Швајцарија, луѓето што менаџираат со овие сметки, не гледаат да направат што поголем профит, меѓутоа те гледаат да не изгубат што повеќе пари. Веројатно и најмалку данок би платили ако отворите фирма во Лугано. Да. Има една анекдота која се раскажува за италијанските банкари дека многумин од нив всушност се не ја дочекал сопствената пензија, дека еден дел од нив су апсени, еден дел од нив вршат самоубиство поради одредени откриени проневери во банкарските трансакции. Всушност областа Тицино и Лугано се потпира врз тие модели на банкарската традиција на Италија и токму затоа тој модел е многу интересен за ова наша емисија.
ПКБ банката е италианска банка во областа Тицино во Швейцарија, станува збор за една мокна голема банка. Значи вие сте со италиански капитал кој функционирате тука 50 на години. Well, PKB is a Swiss bank owned by a family, the family Trabaldo Tonia, which is a family that moved from Italy to Switzerland 40 years ago. Дали областа Тицино, дали Лугано, според вас, влегуваат на таа листа на топ 10 дестинации на тоа офшор банкарство во Европа и во светот? The Switzerland as a whole, as a country, is the first country in offshore banking. Lugano is the third financial place most important in Switzerland. I would say that Lugano, after Zurich, Geneva, London, New York, can be one of the 8 places in the world for offshore banking. Што мислите на крај, кога ќе вратите филмот? Кој подобро помина во оваа приватизација и во оваа транзиција во Македонија? Луѓето кои капиталот го правеа надвор и луѓето кои беа тука и кои приватизираа македонската економија? Мислам дека луѓето кои го направи капиталот надвор се попривилегирани. Попривилегирани од чиста причина што не се предмет на јавна осуда. Додека приватизацијата во Македонија, видите вака, нема ниту во една земја во кој што беше во транзиција, во кој што приватизацијата не беше осудена. И тие се буквално луѓе жигосани. Останете со нас и по рекламите, проследете финалето на нашето вечерашно досие со две ексклузивни репортажи од Лихтенштајн и Лугано и фактот кои се тие најголеми македонски тајкуни кои настанаа како дел на таа технометал групација. По врвот на својата бизнис мок, Трифон Костовски е еден од 5 најбогати луѓе на Балканот. Од тоа време неговата бизнис империја се проценуваше некаде помеѓу 500 милиони до 1 милијарда на евра. Од тој временски период имаше направено огромни инвестиции од Полска, Чешка, Словачка и Република Македонија, меѓутоа сепак најголемиот успех на Трифон Костовски е освојањето на Лигата на шампионите со ракометниот клуб Кометал Ѓорче Петров. Од овие крупни играчи што се појавија на македонскиот пазар, значи тројца доаѓаат во прв план. Ристо Гуштеров, Трифон Костовски, Минчо Јорданов и токму по тој редослед на почетокот на 90-те години Ристо Гуштеров, некаде средината до почеток на 2000-те години Трифон Костовски и денес е веројатно Минчо Јорданов. Станува збор за 3 типа фактички на ајде сега личности, компании како ќе ги кажеме. Значи Ристо Гуштеров не знам дали има операции во Македонија и воопшто дали воопшто неговата компанија, неговите компании функционираат во моментот. Она што јас неофицијално знам е дека тие компании, дека Ристо Гуштеров е не деловно активен фактички во Добро, беше овиена, го пресели седиштото, имаше голем имот во Флорида, нешто продава, нешто остава. Меѓутоа нема движење во јавноста, да знаете дека има некретнини, недвижности во Македонија, тоа е тоа. Така да тешко проценливо е сето тоа и прашање и дали е воопшто потребно и да биде рангиран или анализиран на таа тема. Вториот модел е моделот од луѓето од типот на Трифон Костовски. Значи Трифон Костовски со парите заработени надвор, малку се знае нели за операциите на сите тие луѓе надвор како функционирале во периодот наназад. Сепак главните пари они ги прават надвор. Дали во Полска, дали во Русија, дали во Украина, тоа се и во делот на црната металургија и обоени метали. Значи во тој комплекс ги работат парите и тоа тука се налепува нафта, малце се налепуваат не знам метали од Јужна Америка, направиме продлабочена анализа, се знае како се прават тие пари нормално легално во светот во целиот тој период транзицијски во 90-тите години. Трифон Костовски со својот капитал дојде во Македонија, купи неколку фабрики, не знам во моментот нема информации како тоа функционира, дали работи така натаму. Има многу бизнеси, има фармација, има банки, има осигурителни компании, има кермес, има недвижности, 3 топ недвижности во строгиот центар на Скопје, да речеме. Во секој случај добро позициониран. Значи само во недвижности веројатно теже некаде меѓу 50 и 100 милиони евра, мислам, мака цирка кажам. Значи тоа дури кога се подготвувавме за разговорот го реков, значи можеби во моментот тежи толку, можеби утре кога констелациите во Македонија ќе се променат ќе тежи многу повеќе.
На крајот, целата таа групација на Технометал Вардар или Технометал Македонија паѓа во рацете ја купува Кочо Моцан, познат македонски бизнесмен со потекло од Крушево, кој е дел од тоа влашко лоби во Република Македонија и во последно време се јавува како дел од групата на инвеститори кои купија скопската телевизија Алфа. На Костовски Коцаран ги гледам работиве, да речеме. Ако таа Технометал групација или луѓе кои влегли или излегли од Технометал, значи говориме за таа една групација, значи не за луѓето кои приватизирале тука од ова топ 10 олигархија во Република Македонија, најдобро политички изгледа пливаше Минчо Јорданов. Значи, вие бевте градоначелник на Скопје, се замеревте со двете крупни политички партии, Гуштеров влезе, имаше неуспешен обид во политиката како лидер на либералната партија. Минчо Јорданов беше советник на владата, во економскиот совет на владата на Лјупчо Георгиевски, па беше во вашето движење за референдум и против територијалната поделба, па се договори со Бучковски, беше потпредседател на владата на Бучковски, денес гледаме многу близок повторно со ВМРО ДПМ. Значи политички најдобро пливаше од сите вас. Веројатно тоа се должи на неговите вештини. Веројатно тоа е веќе... Ја не можам ништо повеќе да додадам, ниту да одземам, само можам да му честитам. Дека он успеа и успешно го брани својот интерес, што е многу битна работа. Што не е случајот со мене. Кој би можеле да смените нешто во вашиот живот, зборам за бизнес животот, што прво би смениле? Љубовта према земјата никој пат не би ја сменил. Единствено таа 2000 година би се замесил, кој би можел повторно да размислам при таква ситуација, каде понатак, апсолутно не би го избрал овој избор. Би инвестирале во Хута Катовице во Полска? Или во Кина, или во Австралија. И денес би имале... Што денеска би тежеле меѓу 5 и 10... Денеска се просперитетни. И денес би тежеле меѓу 5 и 10 милиарди на долари. Веројатно. Тоа е релативно, да ви кажам. Јас сум Васко Ефтов, ова емисијата во Центар. Ние се гледаме миниот петок, почитувани гледачи, кои ќе може да проследите ексклузивни снимања во Виена, во седиштето на ОПЕК, најголемиот финансиско нафтен картел во светот, на одредени теми како русите го освоја балканскиот пазар и колку милиарди евра чини таа нафтена трговија на Балканот. Се гледаме миниот петок. Пријатно вечер, Македонија, каде и да си.